Се надевам дека овие 3 парчиња коса ќе му го направат на некое дете животот посреќен. Ако го видам тоа дете, би ми кажал дека таа е моја перика и дека он е посилен од болеста. И никој нема право да го закача со кратка коса или со долга коса. И со келјава коса. Изгледот и фризурата не го прават нашиот стил. Туку ние си го правиме, луѓето. Кога сум во школа, најчесто кога одам да мијам раце за време на одмор, па тогаш ми кажуваат ова е машко веце, женското веце е таму. Ја им кажувам, јас сум машко, не сум женско. Јас си кажав, не може повеќе, вака ги си ишишам косата и нема повеќе да ме задеваат. Ама не, сватив дека има и деца кои им треба помош заради косата и они се срамат заради нивната коса и тоа треба да се победи некако. Треба да се победат децата кои ги задеваат децата без коса. Откако го снимивме видеото, не се сеќам дека имало дете да ми каже нешто дека сум девојче, да идам во женски тоалет. Мислам дека тие што го виделе моето видео сватиле дека не е убаво да кажуваат нешто за некои кои што не ни знаат кој е. Јас не сум единственото дете кое што ја донира косата, ама сум една од ретките машки. Тугите предрасуди не треба да бидат наши срам. Хуманоста не познава пол, сите треба да си помагаме. Кога се гледам вака со кратка коса, истиот сум си. Не е важно дали сум со кратка коса или долга коса. Важно е дека сум си јас. После ова повторно ќе ја пуштам мојата коса и ќе ја донирам. Сакам да ги охрабрам и другите деца, да ја донираат нивната коса и да ја дадат на некое дете болно од рак.